кон крајот сме на уште еден божик на новогодишен период. И како вообичаено, по традиција, таа сезона божикно новогодишна ја завршуваме со некаква новогодишна порака. Првата недела ја посветуваме или крајот на годината на Божик, додека веќе почетокот на следната година, на нова година. И како вообичаено, како и секоја година, така и овој новогодишно божикен период помина во прослави, во добро расположение, во веселби. Меѓутоа, овој период во годината носи и некоја друга порака. Порака која ние луѓето не сакаме да ја слушаме, зашто ние луѓето сакаме да слушаме убави вести. Сакаме да слушаме работи кои го креват нашето расположение. Не сакаме да слушаме вистини кои се непријатни за нас. Пред неколку дена гледавме еден филм, една пародија за тоа како американското општество ги прима лошите вести, непријатните вести. И не само американското општество. Во филмот се раскажува така за еден тим научници во НАСА, поточно еден млад научник, жена, која си подготвува докторат и истражувајќи ги ѕвездите открива една комета, која голема комета, 9 километри, која според пресметките кои тие научници ја прават, за 7 месеци ќе удри во земјата. И бидејќи ударот ќе биде страшен, колку 100 милиони атомски бомби, тоа ќе донесе крај на постоењето на земјата. Меѓутоа големиот проблем на тие научници е како сега да ја пренесат ова вест во јавноста. Одат во Белиот дом, претседателката така се цинично се смее на таа информација и вели, јас имам за 3 месеци избори. Ако јас се објавам во јавноста дека за 6 месеци ќе дојде крајот на светот, кој ќе гласа за мене? И одат во едно некакво познато шоу во Америка, ги спремат да ја кажат веста така, посебен пиар. Меѓутоа таа млада жена научник директно кажува: "Ви луѓе, знаете ли дека за 6 месеци, 7 месеци ќе престане да постои земјата?" И што се случува? Една бурна реакција на социјалните мрежи, или буквално ја линчуваат. Ја масакрираат, ја обвинуваат, тоест ја осудуваат како монструм. Како може таа жена така да не го наруши спокојството? Ние не сакаме да слушаме лоши вести, ние сакаме да слушаме само добри вести. Меѓутоа Бог прави така, бидејќи знае дека ние созреваме и ние растеме кога се соочуваме со реалноста на животот. А реалноста во животот е дека не се е околу нас пријатно. Има и непријатни вести. И Бог ни праќа некој пат такви моменти на испитание во кои ние се соочуваме со вистината, се соочуваме со реалноста. Такви моменти се болестите, например. Кога ќе дојде болеста во нашиот живот, кога ќе си легнеме силни, здрави и ќе се разбудиме скршени, не можеме да станеме од кревет, бидејќи некаква невидлива бактерија или некој организам влегол во нас, дури и со полуживот, како што се вирусите, тоа што разбираме колку сме слаби, немокни, колку сме кршливи и колку нашиот живот е навистина минлив, преоден. Во таа слабост почнуваме да разбираме дека можеби и крајот се ближи, не знаеме. Тоест, почнуваме да размислуваме за тоа дека животот на земјата не е вечен, дека животот си има крај. Дека, всушност, се одминува се. Пред известно време, некаде околу тој божикен западен период, имаше интервју со Том Круз. И сигурно научно неговите пиар експерти, во тој интервју тој така наоптимистички говори како контролира се во животот. И си мислам, смртта може секој ден да му затрпа, да му каже: "Еј, глупако, ти ништо не контролираш." Ако беше во состојбата на Кристофер Рив, може би сте чуле, го знаете по старите, оној што го глумеше Супермен во 70-те, 80-те години. Тој човек кој беше силен, познат,
падна од конј, си го скрши вратот и долги години живееше во инвалидска количка со црева. Дишеше преку црева тој човек. Ништо не контролираме. И една од пораките, всушност, што секој нова година ни ја праќа, е дека животот е минлив, преоден. Поминува. Со годините како што одминуваат, како што стареам, разбирам дека времето од една до друга нова година е се пократко. Не, тоа се уште 365 дена, меѓутоа како побрзо да поминуваат. Порано, побавно поминуваат тие 365 дена и сега и во разговорите со луѓето, нели сите велат, абе како вчера да беше нова година. Секоја нова година отчукува и вели и подсетува на тоа дека времето поминува, си оди. Животот на земјата е само еден период кој на крајот завршува. Краток е живот, брз е, краткотраен е, брзо поминува. Има таква, нели, анекдота, велат мудрост, колку што повеќе одминува времето на некој човек, колку што повеќе старее, остатокот како побрзо да се троши од времето, како тоалетната хартија. Колку повеќе ја трошиш, толку побрзо се намалува на вакво таркалцето, бидејќи, како вели Борјан, радиусот се намалува. Да, радиусот. Така и со животот. Колку повеќе живее човекот, толку побрзо му поминува времето. И станува посвесен дека навистина животот е нешто минливо, не е постојано на земјата. И затоа, бидејќи е краток, бидејќи животот е преоден, минлив, важното прашање е како да се живее, како да се троши рационално тоа што ни е дадено на земјата, како продуктивно да живееме. И ово псалм, 39 псалм, кој го прочитавме, може би така свативте некои работи, ќе се обидеме некои акценти ни овдека да разгледаме. Псалмот е измешан со многу чувства, многу емоции, малку е конфузен, неверојатно, сигурно е пишуван од Давид во некакво тешко време за него, непријатно време, време во кое тој се опоравува од некоја болест, од некаква телесна слабост. Свесен е дека сето тоа што се случува е резултат на Божјата дисциплина, нема кон кого да се обрати друг, освен кон истиот оној кој го притиска, кон самиот Бог, но основниот заклучок до кој стигнува во тој псалм, во таа болка, во која се наоѓа, во таа слабост, е за тоа колку е краток човечкиот живот, колку е минлив, преоден, како миг. Ке видиме тоа употреба неколку метафори за краткост на човечкиот живот, но Библијата директно го кажува тоа многу често, директно подсетува. Очигледно, Бог не се интересира од пиар, тој многу јасно, многу директно кажува, не подсетува за краткотрајноста на животот. Например, Јаков вели дека е како парја и како здив. Истото го кажува овдека и Давид во псалмот. А пак Јов го споредува човечкиот живот со тревките кои растат во Израел. Наутро, под дејство на росата која се собира, пркнува некоја така тревка, некоја цвеќе, пушта ливче некоја, пушта некоја стебленце, но веќе напладне, попладне, која ќе огрео на жешко израелско сонце, го суши. И крај. Животот му е колку од утрото до попладне. Вели така и човечкиот живот. Туку што пркнал, се развил и веќе згаснува. И од тука, нели, она дилема, она многу важно прашање. Како да се живее? Краток е. Меѓутоа, како тој живот, краток живот, да добие вредност, да биде исполнет со суштина, бидејќи инаку е суетен. Нема никаква содржина, нема никаква суштина. И она идеја која што ја представува овде дека псалмистот Давид и која е, нели, основната во целата Библија.
човечкиот живот може да добие содржина, може да има вредност, само ако се гледа од перспектива на вечноста, од една вечна перспектива. Ако се она што го правиме овдека, му дадеме вечно значење. Ако се што правиме, ако целиот наш живот се изживее за Господ. Ако го живееме животот за Господ, тогаш тој наш краток, суетен, ништожен живот добива вечна вредност. Тогаш секој наше дело овдека, секој наш плод овдека добива вечна вредност. Останува за вечноста. Ајде да кажеме нешто за позадината на псалмот. Не знаеме, нема информација во самиот псалм за контекстот. Дали Давид е некаде прогонет, бега или... Меѓутоа знаеме, гледаме дека тоа е во слабост, телесна слабост, чувства некаква болка, болест и очигледно е тој јасно каже дека Бог му го прави тоа, дека тој е притиснат од Божјата дисциплина. Сега, нема во самиот псалм, како што вообичаено, Давид да се покајува за некаков грев, така да може, дилемите се, може би, да, Давид осознава дека е заради човечкиот грев, Бог го дисциплинира, но може би тоа е поради првородниот грев на Адам и Ева. Секако, нели, страдањето доаѓаат заради нашата грешна состојба во која сме заради оној почетен, првобитен грев. Како и да е, она цела конфузија која среќаваме во овој псалм е едно измачување. Давид е свесен за природата на човечкиот живот. Човечкиот живот е краткотраен. Самиот човек е едно битие кое е слабо, кршливо, кревко битие. И сепак, и покрај таа неизвестност во животот, и покрај краткотрајноста, Бог практикува дисциплина. Давид вели во псалмот: услишија молитвата моја, Господи, и почуја молбата, не биде бескласен ко моите солзи, зашто сум привремен гостин кај Тебе и придојден, како сите мои предци. Допушти ми да здивнам, пред да заминам и да ме нема веќе. Во 10-тиот стих вели: Господи, доста беше веќе. Доста ме притискаше. Остај ме малку да здивнам, да видам намира. Тоа Киднер, Дерек Киднер, толкувајќи го овој псалм, вели основната, големото прашање е зошто Бог треба толку често и толку строго да го дисциплинира човекот кој од друга страна е толку слаб и толку краткотраен. И тој исто прашање го поставува и Јов многу појасно во книгата за Јов. Вели во 7 глава: ми омрзна веќе животот. Јас нема вечно да живеам. Оддалечи се од мене, дните мои се само суета. Тоест, ќе кажеме нешто за тој збор суета. Дните мои се ништожност. И сепак, вели, ти толку значење му даваш на човечкиот живот, Господи. И тоа како? Толку такво внимание му обрнуваш. Секој утро го посетуваш и секој миг го искушуваш. И кога ќе ме оставиш? Кога ќе се одиш од мене? Кога ќе ми дозволиш плунката своја, еве така, на рад, да си ја голтнам? Нема ни миг во кој јас не сум подсетуван од Бог на мојата природа. И прашањето всушност на оно што го вели Јов, пиона Давид што го вели: Господи, зар немаш поважна работа? Туку ти си се фокусирал точно на мене, постојано да ме подсетуваш, постојано да ме боцкаш на тоа колку сум слаб и колку сум ништожен и колку сум зависен од Тебе. Како да има некој протест. Меѓутоа, во целиот тој псалм и на крајот, нели, во случајот со Јов, меѓутоа посебно овдека, Давид, признавајќи дека искушението е во тоа искушение вклучен Божјиот прст, дека тоа е Божјата дисциплина, тој го признава Божјото право да биде дисциплиниран. Тоест, на крајот, во тие измешани емоции што се споделуваат, Давид признава: да,
Бог има право. И да, тој не е груб кон мене. Туку напротив, сето тоа, дури и тој се моли, Бог да не престане да го подсетува. Бог да не престане да го учи колку е краток неговиот живот. Бог да не престане, туку дури сака да му го покаже крајот, за да види колку се е тоа краткотрајно. И така продолжува и вели Давид: кажи ми го, Господи, мојот крај и колков е бројот на моите дни, за да знам колку е краткотраен мојот живот. Ете, ти си ми дал дни колку една педа и векот мој е како ништо пред тебе. И навистина се е суета, секој човек што живее. Навистина човек оди како сенка и залудно се измачува. Собира богатство, а не знае кому ќе му го остави. Бидејќи на крајот животот се завршува. Завршува со смрт. Тоа е вистината, вели Давид. Давид е свесен за краткотрајноста на животот, но во исто време го моли Бог да му го покаже крајот, тоа е повторно да го подсети за таа краткотрајност. Зошто? Зашто да, ние сме свесни дека животот е краткотраен, ние сме свесни дека на крајот завршува овој, има крај овој живот, меѓутоа ние пак си живееме со она некаква заблуда дека ќе живееме вечно. Тоест, ние живееме на земјата секој ден на начин како да ќе живееме вечно на земјата. Тоест, со приоритети, со цели, како да ќе бидеме постојано овдека. И ќе дојде слабоста, ќе дојде испитанието и ќе почнеме да размислуваме за нашата, за суштината на нашиот живот, колку е. Ние во тешките моменти размислуваме. Во маката размислуваме, тогаш ги поставуваме тие непријатни, тешки прашања. И кога ќе се отиде неволјата, почнуваме пак да си живееме она како што, нели, мислиме дека е најправилно, да си го живееме животот како да ќе живееме вечно на земјата. И зато Давид вели во неговата молитва вклучува: да, Господи, непријатно е, но подсетувај ме. Подсетувај ме да не заборавам, подсетувај ме да не ја пропуштам смислата на животот. Да не дозволи Бог да заборави самиот Давид на таа милливост на животот. И овдека два пати тој спомнува краткотрајноста. Во првиот случај, во 5 стих, кажува дека животот или дните му се колку една педа. Педата е најкратката мерна единица. Во древност имало педа, лакт, чекор. Тоа е неколку еден чекор, неколку еден лак, колку една педа. 20 сантима, вели, е човечкиот живот. А пак во 6 стих го употреба зборот суета. Истиот збор употребен и во 11 стих, меѓу другото. И сега не знам зошто нашиот преведувач решил истиот збор хебел да го преведе во 5 стих како суета, а во 11 како здив. А инако зборот е еден и исти. И тоа е збор кој најчесто се употребува во Библијата за да го опише човечкиот живот. Хебел, кој, да, значи парија. Значи нешто кој нема суштина, кратко е и нема содржина. Што има во една парија? Вистинскиот збор всушност е она појава на човек кога е ладно и кога диши. Ке излезе од устата еден здив кој ќе се види како парја и колку време се гледа. Исчезнува, го снемува. Нема адекватен, нема точен превод за зборот хебел. Тој се во древноста објаснуван описно. Например, со зборот хебел се представувала она безсмислено, например, фрлање на стрели кон звездите. Некој сака да собори звезда и ќе фрли стрела. И стрелата ќе се издигне 20 метри, ќе падне и толку од работата. Или пак обедот на човек да трча и така трчајќи да побегне од својата сенка. Колку и да трча, тој не може да побегне. Безсмислена работа. Или обедот некој да изгради куќа на покрај езерото од песок. Ке дојдат првите бранови, ќе ја уништат. Тоа е идејата на зборот хебел. Нешто кое е празно, нема содржина, нема никаква смисла и нема век, нема траење. И тоа е зборот што го употребува овдека
Давид го употребува 36 пати, Соломон во книгата Проповедникот, Јаков го употребува и така натаму. И тоа е идејата дека животот на човекот е колку еден здив и нема содржина. И затоа, прашањето е како може тој краток живот, тој минлив живот да има некаква, да се исполни со содржина. Има ли начин да се исполни безсмислениот живот со вредност, со трајна вредност? Ако се има во предвид дека навистина тој човечки живот е ништо во поглед на вечноста. И овдека Давид го споредува со животот свој со Бог. Вели во 5 стих: векот мој е како ништо пред тебе. Може некој млад човек е на 20 години, кога ќе чуе дека некој е стар 90 години, да каже: 90 години, тоа многу, многу е 90 години. Меѓутоа, кога ќе го спореди, кога ќе ги споредиме тие 90 години, па и 100 години, па и 120 години да живее некој, кога ќе споредиме со вечноста, па ништо, прашинка. Погледнете ги звездите. Звездите не се вечни, тие постојат од создавањето на земјата. Меѓутоа, споредени со нас еден човечки живот, животот на Вселената е, ние сме прашинка, една честичка. Најблиската Вселена, видлива, тоест, најблиската или најодалечената видлива од нас Вселена е Андромеда, мислам така се вика. Има стотици галаксија, не Вселена, галаксија. Андромеда. За да се стигне до неа, ако се патува со брзината на светлината, треба 2,5 милиони години. Представете си што се 2,5 милиони години. Тоа е само едно растојание. Тоа значи дека треба да се измисли летало во кое ќе треба да има многу луѓе кои ќе се размножуваат и докато да стигне тоа летало дотаму, ако се движи со брзината на светлината, колку генерации ќе поминат во тоа летало, колку човечки животи, колку луѓе ќе умрат и колку нови луѓе ќе се родат. И тоа е човечкиот живот. Ништо е споредено со вечноста. И на крајот, она второто што го кажува во 6 стих, Давид вели: како сенка оди човекот и навистина безсмислено се измачува, напразно се измачува, работи се, труди да постигне нешто и што на крајот пак не знае на кого ќе го остави сето тоа. Зашто на крајот смртта нулира се. Се анулира. Смртта се помножува со нула во нашиот живот. И затоа, Давид ги поставува тие прашања. Животот е минлив, преоден е. И никој не може да избегне од смртта. Сигурно сте чули она арапската приказна за смртта, за оној слуга кој бил пратен од господарот во Багдад на пазар да оди и да купи нешто. И слугата оди на пазарот и таму ја согледува смртта. И уплашен се враќа назад и го моли господарот да му го даде најбрзиот конј и да побегне во Самарија. И господарот му вели: добро, земи, оди. Никој не може да избега од смртта, но еве, земи го којнот и оди. И оди господарот, тој да си купи што треба од пазарот, и тој ја гледа смртта и вели на смртта: зошто така го изненади мојот слуга? И смртта вели: да ти кажем, јас се изненадив многу, зашто имам закажано со него средба вечерва во Самарија. Тоа е тоа. Никој не може, кога смртта треба да дојде, ќе дојде. И никој не може да избега од неа. Сега младите ќе кажат: ама добро, таа ќе дојде на крајот. Не, никој не знае кога ќе дојде смртта. Смртта не се најавува. Таа не бира. Нема време. Бог решава. Некој така млад христијанин кој бил успешен во работата, во бизнисот, во се, и на сите критики од проповедникот кажал: јас сум млад се уште, ќе се посветам на Бог повеќе, ама кога ќе ми дојде времето. Сега јас имам други приоритети, успешен сум. И така после многу убедувања решил еден ден проповедникот така да
ненајавено да му влезе во канцеларијата. И навистина, бум, така со тресок легол и човекот се уплашил и го прашал: зошто така се изненади? Па еве ми влегуваш ненајавено. И тогаш проповедникот му рекол: а што ако бев смртта? Мислиш дека смртта ќе ти закаже состанок? И така е. Ненајавено доаѓа. Смртта е неизбежна на крајот на животот. И во еден таков живот, во една таква реалност, на таква вистина на која не подсетува секоја година, секоја нова година, која станува се пократка и пократка секоја следна година, не предупредува дека се очукува времето и не знаеме која ќе биде онаа последното, кога тајм-аутот ќе биде даден. Имаме на располагање, како што во книгата проповедник вели, една опција да кажеме: ај, ќе јадеме, ќе пиеме, ќе се веселиме, зашто не знаеме кога ќе ни дојде крајот. Другата опција е да го живееме животот така, осмислено, за да добие вредност. А единствениот начин животот да добие вредност е ако се живее за Господ. Ако овој живот го посветиме на Господ, ако животот си го дадеме во Божите раце, и тамо тој ќе биде стекнат, тамо ќе биде придобиен. Кој сака да ја запази, зачува својата душа, ќе ја загуби. Но оно што ќе ја загуби душата за Господ, тогаш ќе ја добие. Тогаш ќе ја спечели душата. Животот, живеен во Бог, за Бог, добива вечна вредност. И тогаш сите оние нешта што ги правиме на земјата, добиваат смисла, добиваат вечна вредност, остануваат за целата вечност. И се некој ќе каже: убаво клише. Ама, навистина го живееме ли ние животот за Господ? Знаете ли кој е мерилото? Дали еден живот навистина го живееме за Господ? И овдека Давид го спомнува тоа. Во сета таа неволја, во сите тие маки, во сета таа збунетост за Божјата дисциплина, тој доаѓа до еден заклучок и вели: сепак и покрај се, јас нема на кого друг да се надавам. Само во Тебе ми е надежта, Господи. Знаете, да се живее за Господ значи да се постави нашата надеж во Него. Тоа е. Ако ние немаме надеж во Господ, ако нашата надеж не е во Господ, ние нема да живееме за Господ. Добро мерило, добар индикатор за тоа во кого е нашата надеж, во што е нашата надеж, е времето што го поминуваме. Зашто го поминуваме нашето време? Ако нашата надеж е во материјалната сигурност, тогаш ние најмногу од времето и оно време што му припаѓа на Бог, ќе го трошиме за пари, за да успеваме и да придобиваме уште повеќе средства. Ако нашата надеж е во луѓето околу нас, тие ќе ни станат приоритетот. И се што ќе правиме за нив, зашто нашата надеж е во нив. Вистината е дека сите други работи, сите други нешта во животот не дават надеж, вистинска надеж, зашто сите тие нешта се хебел, здив. Се во нашиот живот е здив, е парја, е суета. Единствено Господ е оно што има вечност во себе. Има вечна смисла. Затоа, да, добро е семејството, добро е да се грижиме за луѓето, добро е да работиме, треба да работиме. Секако дека треба да обезбедиме, нели, материјални ресурси. Меѓутоа, ако ја поставиме надежта во тие нешта, тогаш ќе останеме на крајот без надеж. Зашто тие сами по себе не можат да дадат надеж. Тие нешта може да дадат надеж, ако во Христос ги правиме работите. Ако живееме во Христос, тогаш и другите нешта ќе добијат смисла во животот. Проблемот е кога другите нешта, споредните нешта во животот така ќе не поробат, што ќе ни го скратат, ќе ни го украдат, она што
му припаѓа на Господ. Кога другите нешта ќе станат надеж место Господ. Кога другите нешта ќе станат смисла на животот место Господ. И знаете, тоа се случува. Некогаш свесно, некогаш несвесно, ние започнуваме така да си живееме во животот, да си ги градиме целите, да си создаваме приоритети, во кој Бог е исклучен. Го нема. И на крајот доаѓаме од таа безнадежност. Денес човекот бара задоволства. Тоа е основната смисла на животот. Повеќе задоволства, се што постои е за да нуди повеќе задоволство на човекот. Да, имаме ние потреба да се освежуваме. Имаме потреба ние да се одмараме. Да, имаме потреба да се релаксираме. Меѓутоа, проблемот е кога целата поента ќе се стави таму и ништо повеќе нема да се оддели за Господ. Зошто се помалку луѓе има кои служат за Господ? Зошто се помалку луѓе има кои се редовни? Зошто се празнат црквите? И се повеќе луѓе има таму надвор во оние алтернативни забави. Затоа што човекот не наоѓа, не бара во Господ смисла, задоволство, суштина, туку во другите нешта. А другите нешта не можат сами по себе да донесат задоволство ако човекот е исклучен од Бог. Ако човекот не е соединет со Бог. И така човекот се врти во еден суетен круг. Се повеќе бара задоволства и не ги наоѓа, бидејќи не го живее животот за Господ. Бидејќи е загубил смислата, бидејќи неговиот живот се претворил на вистина во една парија, во сует, во безсмисленост. Да живееме за Господ. И тоа првото, она што нели важно овде кажано. Да живееме за Господ значи да се надеваме на Господ на вистина. Ако не се надеваме на вистина во Господ, нема да живееме за Господ. Ќе живееме за оние работи за кои се надеваме, дека ќе ни дадат смисла и сигурност. Затоа, нека во оваа година, што доаѓа пред нас, да си поставиме за цел повеќе да се надеваме на Господ. Повеќе време да одделиме да му служиме на Господ. Повеќе време да одделиме да бидеме со Него, во општение, во молитва, во читање на Библијата. По поголема мера да ја даваме наша, да ја доверуваме нашата надеж, нашиот живот во Господ. И тоа да биде една цел која постојано, нели ќе се утврдува, ќе станува приоритет во нашиот живот. Другото нешто што Давид овде како го кажува, вели, ќе пазам на патиштата мои. Тоест, бидејќи мојот живот е краток, бидејќи мојот живот е суета, е безсмислен, и јас ќе го живеам за Господ. Ќе го живеам за Господ, бидејќи мојата надеж е во Него, и затоа ќе пазнам што правам во животот. Затоа ќе внимавам како се однесувам, ќе внимавам на моите патишта. Тоа значи еден посветен на Бог живот, угоден на Бог живот. И посебно говори за јазикот. Ќе внимавам што ќе зборувам, ќе си поставам стража на мојата уста. Ќе ја зауздам устата моја додека грешникот е пред мене. И вели и онемев, навистина си ја затвори устата. И се смирив и замолкнав, меѓутоа во мене продолжи јадот да се зголемува. И пак нели онаа конфузија. И пламна срцето мое во мене, и додека размислувам, оган се разгорува во мислите мои, и продолжи нели по таа молитва да биде контролирана неговата мисла и неговиот јазик. Знаете ли зошто сакам дека посебно да го истакнам јазикот? Бидејќи јазикот е најтежок за контрола. Ние како христијани не се однесуваме така како луѓето во светот, внимаваме на постапките, внимаваме на патиштата, меѓутоа јазикот се устанува и понатаму она нескрутливото зло во нас, како што нели Јаков вели. Сите ние многу грешиме, но оној што
кој во зборови не греши, тој е совршен човек, силен да го заузда и целото тело. И потоа вели, јазикот е немирно зло, полн со смртоносен отров и така натаму. Тоест, она што јазикот може да го направи, ураганот што јазикот може да го донесе, катастрофата во човечките животи, ништо друго не може така да направи. И затоа Јаков го споредува како со урагани и со големи катастрофи. Она што дејство што јазикот може да го донесе како отров во животот на луѓето. И го кажем ово во христијански контекст, бидејќи ние христијаните внимаваме како се однесуваме, меѓутоа знаеме нештата што не ни се допаѓаат кон другите, да ги кажеме онака пријателски на шега. И така демек на шега ќе кажеме нешто што ќе го повреди другиот, иако е на шега пријателски, па од другата страна пријателот исто така на шега ќе врати нешто и продолжува онаа шега, пријателската шега. И во тој случај ние го нарушуваме Словото. Го правиме тоа кон блискиот, во семејството го правиме, мажот, жената, децата, го правиме во црква. А Павле пишува во Ефесијаните: ников гнасен збор да не излегува од устата ваша, туку само добар. За надградување. Ако немаме нешто за надградување, подобро да не го кажуваме. Ако е за надградување, да го кажем, макар и директно, но да го кажем и да биде за надградување. Каде што треба, за да им даде благодат на оние што слушаат. Ајде во оваа нова година да внимаваме повеќе, да се поставиме за цел какви зборови излегуваат, за да бидат за надградување. Зборови кои ќе носат благодат во животот на другиот човек. Благодат во семејството, благодат во црквата, благодат меѓу нас. Да се молиме Господ на вистина да ја зауздува нашата уста и да кажуваме зборови кои ќе носат полза во животот на другите. И на крајот, дисциплината ќе има и оваа година. Верувам дека ние сме свети луѓе, ама ни се случува барем еднаш во годината ќе сгрешиме, ќе направиме греф. Може би повеќе, не знам. Бог ќе не дисциплинира и оваа година, сигурно. Давид се моли Бог да ги тргне тие удари од него, бидејќи тој е изнемоштен од силната рака. Бог казнува за гревот и вели дори се што му е најмило го уништува како молец на човекот. Давид тука наведува едно општо така начало, вели му го уништуваш како молец она што му е најмило. Звучи многу сурово. Молците ги убивам вака, видиме молец, прас, ке го треснеме. Зошто молец не треба да живее? Зошто? Зошто молецот нанесува штета. И вели Давид, да, ама нашето најмило, она што најмногу си го сакам во животот, ти како молец го уништуваш, го убиваш. И да, Бог го прави тоа. Неговата дисциплина е непријатна. Меѓутоа Бог го уништува она што ние мислиме дека е најмило. Меѓутоа дејства како молецот, разорува, разјадува. И затоа Бог го уништува. Да, може да не е многу мило нешто во нашите очи, но ако Бог види дека тоа многу мило нешто почнува да ни го разјадува животот, да го испразнува од суштина, да, Бог ќе го уништи во својата дисциплина. За да на крајот пак се вратиме кон оној на кого единствено треба да се надеваме. Ова последна молба е полна со такви измешани емоции. Давид се моли Бог да го остави намира, но сепак го признава правото на Бог да дисциплинира, да укорува. Да, кога доаѓаат дисциплините од Бог во животот, не верувам дека добрата молитва е Господи, уште повеќе сега казнувај ме. Не, ке се молиме ние Господ да биде милостив кон нас. Меѓутоа во исто време
да го признаваме и правото. Кога го прави, кога се моли овде кај Давид, кога навидом како да протестира против Бог, во исто време тој се моли да ги научи лекциите. Научи ме, Господи, во тоа дисциплинирање на миливоста на животот, на краткотрајноста. Научи ме на лекциите кои ги имаш ти за мене кога ме дисциплинираш. И кога доаѓаат моментите кога Бог ќе не дисциплинира, да не се буниме, да не му се лутиме, да не мармориме, да не негодуваме, туку да се молиме, Господи, биди милостив кон мене и научи ме во оваа ситуација на она лекција која ти имаш за мене. Да се покоруваме и да побараме мудрост. И на крајот, нова година, пак реков, не сакаме, за нова година сакаме да слушаме убави работи, не икем да бидам морбиден, но еве, ако знаеме дека ова е последна година, еве, метеор или вакво, да, комета ќе удри во земјата. Ево декември, ќе удри, ова не е последна година. Ќе биде ли поинакво од претходните години? Или во што би било поинакво оваа година од претходните години? Како би ја живееле оваа година? Не знаеме, може би ќе биде последна за некого. Како би ја живееле оваа година? Звучи морбидно, но тоа е вистината. Псалмот го вели тоа, Словото го вели тоа. Краток е животот и завршува со смрт. На крајот доаѓа смртта. Единствено вреден е животот кој се живее за Господ. Добро да си ги поставиме прашањата која е навистина надежта. Тоа зависи дали ќе го живееме животот за Господ. Дали се децата, внуците, мажот, жената, работата, кариерата, пензијата што ја чекаме. Да, сите тие работи се важни, добри се, меѓутоа сами по себе не дават надеж. Ако во Господ не ни е надежта, и тие работи нема да ни дадат надеж. Ако ни е во Господ надежта, тогаш и во тие нешта ќе искусиме задоволство. Кои се нашите задоволства, нашите желби во животот? Што е тоа што го бараме? Да, сите бараме среќа, сите бараме мир, сите бараме удобност. Меѓутоа, ништо од тие работи нема да дојдат во животот ако трчеме по нив. Тоа е суетата на животот. Тоа е како да трчаш по својата сенка, како да фрлаш стрела под звездите. Оној што трча по среќата, по радоста, нема да ја стекне. Оној што трча по Господ, оној што го следи Господ, ќе му дојдат тие работи во животот. И радоста, и мирот, и среќата. И на крајот, како реагираме на Божјата дисциплина? Кога наидуваат испитанијата. Дали жалиме, дали се негодуваме, или пак се подчинуваме и бараме Господ да не научи на лекцијата и да се доближиме уште повеќе до Господ. Затоа да се молиме оваа година, како што Давид нели се моли, да ја живееме уште повеќе за Господ од сите претходни години. Нашата надежда биде само за Него, само во Него, и да живееме угоден живот на Господ. Живот каков што доликува на Него. И во таа молитва, осознавајќи колку сме ние преодни, минливи, краткотрајни, навистина да живееме угоден живот на Бог оваа година. Амин.